косовските институции без представници на српскиот народ, откако србите на северот на Косово поднесоа оставки на сите позиции во локалната самоуправа, судството и полицијата, бараат од Приштина целосно спроведување на Брюселскиот договор, формирање на заедница на српски општини и повлекување на едностранната одлука за регистарските таблички. Растат тензиите на северот на Косово, регионалните и европски лидери апелираат на диалог, но има ли простор за истиот? Ова е темата на која што дебатираме. Професоре, денешниот ден е Светски ден на науката за мир. Се чини посоодветен ден, не можевме да одбереме за да дебатираме за она што не вознемирува изминатиот период. Така е. Мирот е доведен во прашање на многу региони во светот. Впрочем, тоа не е ништо невообичаено. Теоретичарите на војната и на мирот велат дека светот во целосен мир од Втората светска војна па навака бил само неколку дена. Инаку, за целиот овој период некаде има жаришта каде што се водат воени конфликти. Тоа што е за нас особено значајно сега е тоа што се случува во регионот и можното, евентуалното решавање на статусот на Косово. Напредуваат веројатно во таа насока е се во ова што се случува, ќе видиме уште колку време ќе биде потребно. Меѓутоа, дека овие раздвижувања се токму во насока на конечниот статус на Косово, тоа секако треба да бидеме свесни. Можна најава за разрешување на статусот дава германско-францускиот договор. Вчера протече дел од текстот со кој се предвидува конечно решавање на односите меѓу Белград и Приштина. Тоа би значило дека земјите би можеле да функционираат како источна и западна Германија, кој што меѓу другото не се признава. А сега косовскиот премиер Курти денеска најавува средба со Макрон. Вучич даде изјава дека голем дел од договорот е неприфатлив за Србија, но вреди да се дискутира за истиот. Да, така е. Едноставно сега мора веќе да се дискутира. Решение мора да се бара. Излегувањето на косовските срби од институциите е неодржливо решение ниту на краток рок, да не зборуваме за некој подолг временски период, затоа што тоа е територија во која што србите се доминантни, каде што албанско население речи си и да не живее, кое што не е воопшто одсечено од Косово, туку е заедно со во Митровица нема граница, ниту пак може да се постави, тие живеат во исти улици. Решавањето на конечниот статус на Косово треба повеќе да ја гледаме сега ситуацијата низ призмата на интересите на Европската унија, на Соединетите американски држави и на Русија. И целта е тоа, да се затвори безбедноста во Европа. Веројатно ова е последното, ако не ја земаме во предвид Босна, за која што се уште е рано, нели, и таму не се проблемите како што се помеѓу Србија и Косово, затварањето на прашањето со Косово ќе значи многу поголема стабилност, мир и насочување на ресурсите и на интересите и на Европа и на Соединетите американски држави на друга страна. И веројатно ослабнување на позициите на Русија на Балканот, кои што денеска се најизразени во Србија. Она што не вознемирува, професоре, дека полицијата на EULEX доби засилување да обезбеди стабилност на Косово. И сега, ако рускиот напад на Украина ја дезориентираше безбедносната ситуација па и на Западен Балкан, многумина сметаат дека состојбата за сега е мирна, но многу кревка. Ако Украина носи страх и неизвестност, ова што се случува сега во моментов во Косово, треба ли да наплаши? Состојбата е сосема поразлична во Косово и не може да се влече паралела. Силата која што е сконцентрирана тука, особено во КВОР, НАТО мисијата, таму има сериозна војска, има голема база во Бонсил, во близината на Урошевац. Тие се на некој начин гарант на мирот, на безбедноста и на тоа дека ваквите тензии не можат да се прелеат надвор од границите на северот на Србија. И на северот на Косово има спорадични инциденти во Грачаница, каде што живеат срби. Можно е да се случуваат такви и на Шарпланина, од другата страна, каде што исто така живеат срби. Меѓутоа, целата таа тензија ќе остане на северот на Косово. Прашањето кое што мора да седнат и српските власти, и косовските власти, сериозно да го разгледаат е токму овој француско-германски предлог, кој што нека го ценат државите, колку ќе им помогне, меѓутоа на луѓето што живеат таму ќе им биде многу значајно, доколку се формира конечно заедницата на српски општини. Не знаеме што тоа ќе значи од политички аспект, но од безбедносен аспект дефинитивно ќе се помести состојбата понапред, затоа што полициските службеници на северот на Косово и целата полиција впрочем е и во моментов составена на следниот начин. 99% од сите вработени полициски службеници на северот се етнички срби. Само 1% се албанци или друго население кое што не се срби. И досега безбедноста од аспект на контрола на криминалот таму беше доведувана во прашање. Токму заради недостигот на добра комуникација и на координација со тој директорат во полицијата во Косово, односно Митровици и северниот дел, со централната власт во Приштина.
Едно од прашањата кои што се отвара изминатиот период е колку политичките елити профитираат од национализмот со цел создавање на немири. Српските политиколози велат дека ниту една страна не е заинтересирана за војна, но играњето со оган може да излезе од контрола во секое време. На Балканот е секогаш така, во сите држави. Многу често политичките елити прибегнуваат кон национализам, кој што прави поделби во општеството. Можеби Македонија е една од ретките, ако не единствена држава која што покажува капацитет за мултиетнички соживот. И ние тоа го градиме повеќе од 2 децении. На Косово не е така, особено сега по доаѓањето на Курти, тој уште во времето дека беше во опозиција беше многу порадикален и тоа и го спроведува сега. Но тоа се неговите идеи, тој има поддршката од граѓаните на Косово. Тие едноставно, веројатно заради тежината на војната низ која што поминаа, се многу повеќе насочени кон национализмот отколку кон европските интеграции. Србија исто така е во сериозен проблем. Не затоа што има воена моќ која што може да го доведе во прашање границата, стабилноста, мирот кон Косово, туку затоа што токму ова е начинот на кој што председателот Вуќич и владата во Србија цела деценија имплементира политики кои што се насочени кон јакнење на чувствата дека Косово е Србија и тоа никогаш не може да биде сменето, а реалноста е сосема поинаква. И секако да не ги заборавиме влијанијата врз Србија, кои што од една страна ги имаат Европа и Соединетите американски држави и Русија. Тука е веројатно основниот проблем и затоа се сите овие сега звецкања, да речам, со оружје, покренување на авиони за да срушат некаков дрон и така натаму, тоа е покажување на сила пред своите граѓани. Но, професоре, нели беше доволен путек тоа што сите свативме колку заедничкиот одговор на Западот на ситуацијата во Русија беше доволен пример за тоа што би се случило доколку си играме со оган? Тензијата на Косово не може да оди во таа насока. Што и да се случува таму, никако не можеме да влечеме паралела. Проблемот помеѓу Косово и Србија трае повеќе од половина век. Проблемот во Украина е интересот на Русија и нејзината експанзионистичка моќ. Овде, на Балканот и генерално во регионот, не постои таква сила која што може да доведе до таква дестабилизација. Овој дел на светот е заокружен со и НАТО и земји членки на Европската Унија и затоа и посебно затоа што моќта на државите не е ниту приближно таква за да може да предизвикаат некоја поголема дестабилизација. Натрешни немири, да, веројатно се можни, но ќе видиме и во Косово ќе се покаже дека освен вакви спорадични повеќе криминални активности, нема да се случи нешто друго. Одамна таму не сме виделе нарушување на јавниот ред и мир од поголем обем, некакви демонстрации, штета на нанесување на штета на објекти и така натаму и така натаму. Сето ова ќе остане во рамките на процесот на договарање и јас сум уверен дека многу скоро ќе има напредок во однос на разговорите помеѓу Белград и Приштина. Во меѓувреме Србија води интензивна надворешна политика, пристигна информација и од Шпанија, па дури од Грција дека остануваат на ставот за непризнавање на Косово, што српскиот председател го протолкува како шлаканица за Косово. И не се само тие, има и други држави членки на Европската Унија кои што нема да го признаат Косово, тие и заради разбирливи причини. Шпанците заради Каталонија, грците се традиционално поврзани со србите, векови наназад се заедно и нема да го сменат ставот. Меѓу другото и заради Кипар, и Кипар секако нема да. Тие дури имаат сериозни недоразбирања во европските мрежи во кои што треба да членуваат и двете држави, едноставно не доаѓа во предвид Косово. Например, Србија прави се за да го сопре членството на Косово во Обединетите нации или пак да го сопре членството во Интерпол и во некои други такви струкови организации. И таа состојба ќе продолжи и во иднина. Како и да е, ќе напредуваат веројатно прво да се договора што ќе прават со северниот дел, дали таму е можно да се воспостави повторно власта од Приштина, затоа што сегашното неучество во институциите значи токму тоа. Тие сега се без власт. Не се под власт нити на Србија, не се под власт нити на Приштина. Не знаеме како ќе функционираат границите, размената на стока, затоа што Косово и Србија имаат извонредно голема размена на стоки. Таму не запре тој вид на комуникација никогаш, иако ти имаат сериозни други прашања кои што ги решаваат, сепак животот на граѓаните, таму живеат стотини илјади луѓе, тие мора од нешто да
преживува што се вели. Виштините глави на политичарите сериозно не плашат изминатиот период. Се надеваме дека диалогот ќе издоминира и дека конечно ќе се седне на маса и ќе се дискутира на оваа тема. Денешното гостување во Македонија на Аудра сакам да го искористам и за неколку други теми во кои имаат некакво сврзно ткиво, мирот во фокусот. А сакам да продискутираме за она што се случува изминативе денови во училиштата во Македонија, односно заканите за бомби. За среќа сите дојави се лажни. Премиерот Ковачевски посочи дека и тие се дел од стратегијата за хибридни напади на кои што е изложена и земјава и регионот, но секако предизвикува сериозен страф и кај нас родителите и кај учениците. Така е. Министерот Спасовски вчера најави веќе дека најголем дел од заканите се лоцирани од каде доаѓаат и Министерството работи на заштита. Овој тренд почна пред неколку месеци прво во Србија, Белград, Нови Сад, потоа Сараево, еве сега и кај нас. Да, тоа е дел од закани кои што барем засега остануваат само во фаза на погрешно испратени пораки. Меѓутоа, полицијата има обврски и добро е што се постапува на тој начин. Децата и наставниците и сите присутни во училиштата мора веднаш да бидат евакуирани, однесени на безбедно и полицијата да ја провери секоја дојава за поставена бомба или било каква друга закана. И тоа и се прави и ќе се прави и во наредниот период. Министерството за внатрешни ги гради капацитетите да може да одговори на ваквите закани, да ги пресретне таквите пораки, да ги анализира и да ги спречи едноставно. Меѓутоа, намерите на луѓето кои што еве во таа насока предизвикуваат страф и паника кај населението се и повеќе од евидентни. Веројатно не е можно да се случи некаква поголема штета, освен напишаната порака, но ние секако мора да бидеме многу предпазливи, затоа што едноставно светот, а особено овој регион, е многу чувствителен на таквите хибридни закани и на се друго што може да предизвика вознемиреност. Не случајно се избираат училиштата, средните училишта воглавном, затоа што таму децата патуваат самостојно, затоа што родителите вообичаено не знаат каков е процесот додека се децата таму и ова е токму онака по книга како се прави хибридна закана. Добро е што разменуваме информации во мрежата на НАТО. Овие прашања не се само за Македонија, ниту пак ние сме единствена земја која што е изложена на вакви притисоци, да речам. И добро е да ги градиме нашите капацитети и понатаму. Се надевам дека овој тренд ќе се смири и исто така се надевам дека институциите ќе се постават на ниво на задачата, впрочем како што и досега не се направи ниту една грешка, беше проверено буквално се. Колеги, ви молам само да го промениме насловот, имаме неколку различни теми на кои што дискутираме. Денешниот ден воедно треба да не потсети на колку кревка планета живееме и колку сите треба да придонесеме да ја направиме истата пооддржлива. Науката е организирано знаење, мудроста е организиран живот, ќе каже Имануел Кант. Моето прашање е: имаме ли доволно мудроста, имајќи предвид во какви секојдневие живееме? Ова се мери по капацитетот на државите. Македонија е мала држава, ние сме со ограничени капацитети и ресурси. Се разбира, потребно е секаде мудро, особено политичко раководство, кое што еве во овие бурни времиња ќе изнаоѓа соодветни решенија, меѓутоа дефинитивно сме во делот на современите демократии, сме во делот на слободните држави, го градиме општеството, но дека можеме да постигнеме некој сериозен развој благодарение и на науката, сега за сега, за жал, не. Другите држави, особено овие новите држави членки на Европската унија, Чешка, Словачка и така натаму, тие го зголемуваат бруто домашниот производ благодарение на науката и на технолошкиот развој што се постигнува од науката. Изградија такви технопаркови кои што можат да им позавидат и многу поголемите и поразвиени европски држави. За жал, кај нас се уште нема некој тако сериозен исчекор. Причините за ова се многоброј, а јас би кажал само една. 0,2% од бруто домашниот производ оди за наука и образование. Тоа е премалку за да се надеваме дека ќе искористиме мудроста на поединци или на групи кои што реално можат да ги променат работите. И ако лошите времиња имаат научна вредност, односно ако ова се прилики кои што добриот ученик не би ги пропуштил за да направи нешто добро, она што е последно мое прашање, доволно добра прилика ли е лошото време во кое што живееме за да создадеме нешто добро и да извлечеме поука од истото? Тешките времиња носат и големи одлуки и веројатно и со сериозни промени. За да се справиме со се ова што ни се случува сега, ние, ајде да речеме, не сме толку близу до оној баш кризен регион, меѓутоа мора да изнаоѓаме многу силни, многу сериозни начини како да го заздравиме општеството, како особено помладите луѓе да ги ангажираме, да бидат вклучени и да бидат носители на промените, затоа што тие ќе ја донесат промената. По возрастната категорија на граѓани е доволно да бидат мудри и да ја даваат поддршката на помладите.
силно се надевам дека за неколку години ќе зборуваме за некои сосема поинакви трендови. Трендови на развој, трендови на напредок на човештвото. Кога почна кризата во Русија и Украина, токму овде со вас разговаравме за тоа дека светот е на голем крстопат сега и дека воената технологија напредувала толку многу во овие децении наназад, што може светот да биде уништен за еден ден. Сега потребно е навистина време за сето тоа да се сврти сосема обратно и светот да продолжи напред. Пред речиси 3 години, кога започна ковид пандемијата, мислевме дека пострашно нешто не може да му се случи на човештвото и тоа беше голема неправда за нас. За никако на самиот залез на истата, кога почнавме да се олабавуваме, да не се случи нешто од што не знаеме пак сега како ќе излеземе, професора. Така е, овој период е навистина долг, луѓето се веќе заморени, ковид кризата полека стивна, меѓутоа дојдеа многу нови проблеми кои што ќе се провлечат барем половина деценија и утре да заврши војната во Украина. Ние уште 5, 6, 7 години ќе ги лекуваме последиците од сето тоа. И веројатно ќе продолжиме во тој тренд. Но знаете што, сите сме ние подготвени. Доволно веќе сме спремни. Се виде дека граѓаните можат да се носат и со ковид кризата, нема некои сериозни депресивни состојби и така натаму. Едноставно сме навикнати да живееме во криза. Јас се надевам дека ќе ја пребродиме и ова, како и да звучи. Благодарам за гостувањето во Македонија на утро и анализата.